Почитуван колега, предпоставувам инспирацијата за вашиот говор, за сето тоа што го напоменавте, доаѓа од тоа што и ние и вие имавте можност да гледате во минатото, во поблиско и подалечно минато, како работеле и како работат представниците на Социјалдемократскиот сојуз. Во подалечното минато, мислам на онаа приватизација кога државниот капитал го поделија на нивната олигархија. Тоа беше првата генерација на политичари во Социјалдемократскиот сојуз, а во поблиско минато, зборувам за последниве неколку години, мислиме на оваа генерација на политичари, представници на Социјалдемократскиот сојуз, кој што расипнички ги троши парите на граѓаните. Гледаме со многу примери за магарења, за фризерници и слично. И, меѓу другото, тие со парите на граѓаните го развиваат бизнисот кој што првата генерација им го поклонил и сега така тоа го прикажуваат како менаџерски способности. Специфично за нив е тоа што, предпоставувам таму ви инспирацијата, е тоа што кога продаваат државен капитал, го продаваат по екстра ниска цена, многу пониско од вредноста на државниот капитал, а кога купуваат нешто, го купуваат по екстра висока цена, неколку пати повисока од пазарната вредност и од пазарната цена. Тоа е специфично, па предпоставувам од таму ја црпите инспирацијата за сето она кое што го кажавте. И секогаш имајте на ум дека кога се повикуваат на закон, сигурно има нешто криминално. А спомнат закон, сигурно има криминал. Затоа што тие по закон ја исприватизираа државата, по закон променија име на државата, по закон направија 300 глупости и денес по закон ни предлагаат да направат уште една криминална сделка. И затоа секогаш имајте на ум, кога ќе спомнат закон, мислат на криминал. Тоа е таа матрица која што се провлекува од порано, а денес ја гледаме во оваа генерација на политичари на Социјалдемократскиот сојуз, предводена од капо де туто капи Зоран Заев.